Да, телевизиска серија, доколку барате можеби енергична забава, остар диалог и јас би рекол и креативна акција, младиот Шерлок повторно за сите оние кои што можеби и сакаат да влезат во светот на еден од непознатите детективи Шерлок Холмс, кој што пристигна во почетокот на месец март. Аплауз секако за нашата уметност, македонскиот музичар-композитор, почитуваниот Сашко Костов, на крајот од овој месец пак март се закети со престижната награда Икар за најдобра авторска музика и тоа за представата Волшебниот дирижабл во режија на Дијана Добрева, продукција на драмскиот театар Николај Маселитов во Пловдив. Утрово од својот дом, Сашко ни е на фреквенција на Телма телевизија. Сашко, ти благодарам за овие неколку минути вклучување на Телма и вистина ни можевме да останеме ни покуси со она што всушност како информација пристигна, да ни ти дадеме во случајот и вака еден телевизиски аплауз, да го нотираме тоа и да го одбележиме и во нашиот календар за уште еден наш македонски уметник кој што е врвен амбасадор во културната музичка уметност, бидејќи јас секој пат велам дека не си само композитор, продуцент, перформер, туку ти се мислам дека вистинска атракција и мултимедијален уметник кој што создава и не само пред очите на јавноста и објективот, некој пат и зад сцената. Така што ќе ти честитаме и уште еднаш препоставам дека ова признание е и лична сатисфакција, ама и голема одговорност. Добро утро, Марко. Ти благодарам на поканата, на вистина ми значи. Да, како што кажа, го добив Икарот во Бугарија, заедно со мојот колега Јавор Карагитлиев. Тоа се театарски номинации кои што се одржуваат повеќе од 40 години во Софија во националната установа театарот Иван Вазов. Значи со децениска традиција. Да, децениска традиција и како што би можел со слободно да кажам дека тоа се едни од најдобрите номинации во целиот регион, целиот Балкан за театарска фела. Значи таму се доделуваат најголемите награди во театарската сфера. Јасно. Инаку ќе потсетам дека беше награден за твојот уникатен звучен печат во театарската представа. Со уште еднаш мислам дека ја потврдуват позицијата како еден од можеби најкреативните и плодни композитори во регионот. Секој пат сум кажал тоа и во многу наши интервјуа во минатото кои што сме ги имале, следејќи ги твоите можеби проекти, дека вистина секој пат имаш совршен спој на една електроника, на живи, како што и знаат да кажат сега моите колеги новинари, инструменти, атмосферски вокали, па веројатно тоа беше освојување на таа стручна жири комисија на самите награди Икар. Па да, во принцип, како што ме декларираат некои од новинарите дека создавам еклектична музика и кога не ја знам дефиницијата поточно за таа еклектична дефиниција. Да, првенствено кога започнавме да работиме со Дијана Добрева уште во првиот проект Без крв, таа ги слушна моите способности и се допадна многу мојот вокал. Мислам дека една од најголемите причини за тоа што повтор пат ме викна е токму мојот вокал, но се разбира и моите инструментални способности во смисла да свирам повеќе инструменти како клавир, тапани, перкусии, бас гитара и врз сето тоа да испеам линија вокална. Јасно. Сашко, долги години си дел и од самата алтернативна сцена. Дали таму чувствуваш дека има повеќе можеби слобода или поголема борба можеби за, ајде, метафорично кажано, опстанок? Па да, во принцип се работи за многу различни материи, затоа што театарот е примената музика, треба да се ориентираш според пишаниот збор, се разбира во соработка на режисерот и со заедно некое вдахновение композитор, актери, композитор, режисер. Уште како мал имав идеја и знаев дека јас ќе работам и ќе живеам од музиката. Сега тука во нашата македонска сцена, таа алтернативна сцена, како што да кажа, е малце потешко да можеш да обстанеш како музичар и професионален музичар, да живееш, да заработуваш од тоа. И затоа некако ја пронедов смислата во компонирањето на театарската музика, затоа што
Да, затоа што мислам дека малце повеќе би можел да заработам од компонирање во театарска музика. Да, и самата музика можеби во театарот не се гледа, туку можеби вистински се чувствува. Претпоставам дека тоа е дополнителен предизвик. Како ја процесираш, односно како ја читаш една театарска приказна пред да ја претвориш во една музичка уметност и вистина колку е тешко да се остане автентичен денес? Дали неопходно некој пат да се случи и компромис? Самиот текст ја диктира емоцијата на музиката. Мислам дека тоа за мене е најважно, затоа што кога би немал инспиративен текст не би знали што воопшто да компонирам. А од друга страна е многу битна комуникацијата со режисерот. Како разговараме, што сака тој, што сакам јас и тука се случува многу да се најдеме во некоја си креативна расправија, затоа што јас тежнеам кон еден жанр, а режисерот веќе додека правел концепцијата размислувал на сосема друга музика и тука е убавината во тоа пронаоѓање меѓу двајца креативни луѓе. Па подоцна доаѓаат и актерите. За мене е многу битно да доаѓам на први читачки проби затоа што ги усвојувам вокалните способности, поточно бојата на самиот актер и од тука произлегува и компонирањето на музика, се разбира неговиот ритам на говорење, неговото темпо на мизансцен и додека во музиката која што јас ја компонирам за мои сопствени албуми, не размислувам воопшто концептуално како би погодил некого, туку битно е дека јас сум задоволен од музиката која што ја создавам и се разбира дека е за мене битно публиката да ја прими како што треба. Да, и тоа што го нотираше вистина не е мислам едноставно и поинаков аспектот и пристапот создавајќи театарска музика и со секоја чест и пиетет кон секој актер кој што го имаме и на нашата театарска сцена во Македонија, некој пат можам да кажам дека музиката дури знаела да каже многу повеќе и од актерите. Затоа велам дека е многу сензитивна структура која што треба, нели, што велиш и ти, да се синхронизира многу добро со публиката, бидејќи на крајот, освен што ќе ја помниме можеби добрата интермедијалност или представување на одредена тема на театарот, ќе ја помниме секако и музиката. Затоа велам дека сепак е една многу важна структура за самиот амбиент. Имено си имал некој пат период кога и претпоставам дека сигурно имало, меѓутоа што нешто некој пат те отурнува и те враќа назад во уметноста, со оглед на тоа дека некој пат, често пати знаете да кажете дека самата музика, создавање на уметност е бегство, па и некој пат соочување со реалноста. Па да, у смисла никогаш сум немал отурнување. Не знам, јас кажувам како не знам од каде таа енергија да продуцирам по 10-15 представи во годината и на крајот се сведува дека Бог ме наградува. Едноставно мислам дека не знам кој би бил друг финален одговор за тоа. Затоа што сум доста активен на театарската сцена, работам на, како што кажав, на 10-15, па некогаш се погодуваат и 20 представи. И се надам дека ќе продолжам така непресушно да компонирам и да немам никакви препреки. Мислам дека сме сведоци зашко на истото долги години, веројатно и нели самата лојалност кон самата дејност и занет создава и чувство и затоа веројатно е потрагата и барањето повторно во нешто ново да се втурне Сашко. Во моментот на кои проекти можеби работи, што може да најавиме за публиката од аспекти и на музика? Знам дека денеска е излишно да се говори можеби дали се создава EP или носач на звук, меѓутоа некој пат ми се допаѓа кога можам да го поставам тоа прашање за музичари кои што датираат долги години на нашата сцена, па некој пат не ги следат можеби нели навиките на новиот тренд или пазарот, секој пат да се појават музичките синглови или творештва на платформите и така само тамо да остане како една архива, туку нели да го имаме како физичка материја. Да, па добро, да, во моментов освен тековниот репертоар во мојата матична куќа театар Јордан Хаџи Константинов Џинов во Велес, подготвувам еден нов проект
Тоа би било некој EP издание, мислам. Пред некој ги отворив папките во старите хард дискови и најдов еден многу добар материјал кој што сум го работел за време на корона. И сум го потпишал како Фет Гејша, дебелата гејша. И сватив дека тој материјал е многу добар и дека наскоро ќе го објавам. Би се појавил како тотален инструменталист, ќе свирам на тапани, ќе пеам, ќе свирам бас гитара, се ќе биде во принцип лупер, Ableton и мислам дека би се вратил малце на тој перформерски живот на клубската сцена. Браво. Да, тоа би сакал искрено да ми се случи, затоа што некако 15 години се затворив во таа црна black box, како го викаат, театарска црна кутија и некако тотално не ми интересираше надорешниот свет, се некако идев натрешно, работев на себе, работев на многу текстови и сега мислам дека е конечно време да се појава малци на таа клубска сцена. Исто многу радосна вест ни стаса пред 10-15 дена дека аплицирав на една аудиција за македонски композитори. Не би сакал да се работи за еден долгометражен филм. Браво. И ми се јавија, кажаа дека тимот филмски одлучил да соработува со мене, така да многу сум среќен што конечно за прв пат влегувам во сериозно онака игран филм. Секоја чест. Секоја чест. Ево уште еден повод да те имам во студио, како што си ветивме, ова е само кусоп и да речам медиумско признание, да го дадеме аплаузот како што секој пат го правела Телма телевизија за нашите амбасадори, така што да си ветиме директно од твојот роден Велес следниот период да ни дојдеш на гости па да говориме, можеби ќе имаш повеќе детали конкретно за работата на долгометражниот филм. Голем поздрав и прегратки од целата редакција, уште еднаш честитки за наградата и признанието Икар. Благодарам многу. Секогаш ми е драго кога ќе се јавиш, кога ќе ме поканиш во твојата емисија. Обостранно задоволството. Токму затоа сме тука и да си го дадеме секако тој френетичен аплауз. Сашко Костов директно од градот Велес за признанието и престижната награда Икар.